Одби работа на црно. Ова е насловот на проектот кој Министерството за труд и социјална политика и за образование и наука веќе четврта година поред го спроведуваат заедно со Агенцијата за вработување и неколку агенции за привремени вработувања. Годинава истиот е надграден и насочен кон средношколците од трета и четврта година, со цел да им се укаже на нивните права и обврски, но и причините зошто да не прифаќаат работа без претходно склучен договор. Со цел да се запознаат и они колку е битна и колку е важно младите да не влегуваат во неформалната економија, односно да се склучуваат договори за вработување. Овој проект представува една од активностите на Министерството за труд и социјална политика, кој што се дел од акцијскиот план за намалување на сивата економија, и токму преку него се сака преку запознавањето со негативните ефекти кои што се од сивата економија да се влие на свеста пред се на младите, меѓутоа еве сега и на професорите дека е битно да се склучуваат договори за вработување. Од агенциите за привремени вработувања велат дека се повеќе млади луѓе решаваат да се обратат кај нив и да побараат совет за тоа како да реализираат дополнителен приход без притоа да ги нарушат законските регулативи. Целта е да се зголеми бројот на лица чии вработувања подоцна преминуваат во редовни во компании каде извесен период стекнувале работно искуство. Лицата можат да дојдат во агенцијата за привремени вработување, да се зачленат, да се евидентираат, да станат потенцијален привремен работник, а додека пак агенцијата за привремени вработување од друга страна да ги контактира и на одредено добиено барање, од одредена фирма клиент корисник, односно работодавач корисник, кој што има отворено работно место и има потреба од ангажирање на привремениот работник, да го ангажира, односно да му понуди работа на лицето кој што е веќе потенцијален привремен работник во нашата база. И Агенцијата за вработување на Република Македонија веќе 2 години е партнер во реализацијата на проектот. Велат дека како мощно успешни во намалувањето на работата на црно се покажуваат проектите за самовработување со добивање финансиска поддршка од државата. Ние на младите ги едуцираме со тоа што имаме доволно мини бизниси кај што можеме да им објасниме како они самите тоа да го направат, да имаат своја идеја за да можат да се го остварат после тоа кога ќе завршат, да не одат приватно да работат, кај што може да ги вработат да не ги осигуруваат, току самите себе да си направат мини бизнис план и со проектот со самовработување, со оние кредитирање што ни се, да земат 3000 евра, повратни, неповратни, така да свој бизнис да се отворат самите. Проектот предвидува едукација на професорите со основните права за работен однос и концептот на приватно агенциско работење, кои подоцна треба да ги пренесат на учениците. Од Министерството за труд и социјала се оптимистички расположени дека младите се повеќе се интересираат за своите права, а работодавачите не би ризикувале да се соочат со казни поради ангажирање работници без договор.